Почитувани, добре дојавте. Македонија повторно покажа срце, покажа карактер и тактичка зрелост. Без калкулации, со фокус на играта и на иднината, оваа генерација испрака јасна порака. Македонскиот ракомет има правец и надеж. Ке бидеме со репрезентацијата и понатаму без разлика на епилогот од надпреварот вечер против Романија. За надпреварот против Данска, односно за поразот против Данска и за ремито важно, односно големо колку победа против Португалија, денеска да си кажеме со Горан Ѓоргоновски, поранешен македонски репрезентативец и координатор на проектот Ракомет за секое дете, и Гоце Ѓоргиевски, ракометар, актуелен се уште и поранешен исто така македонски репрезентативец. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдов. Ајде на почеток, кусо само како ја оценувате, го оценувате до сегашниот настап на Македонија на Европското првенство, поразот против Данска и ремито против Португалија? Добро. Мислам дека еден позитивен впечаток во овие два надпревари. Не би го коментирал многу надпреварот со Данска. Знаеме Данска каков противник е, домаќин на ова првенство, така да не би се осврнал многу на тој меч. Би кажал за мечот со Португалија, еден позитивен впечаток, видовме на сосема консолидирана, добра Македонија, подготвена тактички, да кажам на еден начин знаеше што сака на тој надпревар, добро подготвени, спремени, скениран противникот до, да кажам, најситен детаљ, така да и тоа. Мислам, вие кога го спремате на преварот, нормално играчите мора тоа да го презентираат на теренот. Тоа е најбитното. И тоа успеа, што е најбитно, да го покажат играчите и се дојде до еден позитивен резултат. Добро, Горан, вие кусо вака... Многу е важно, да, ајде сега кога ги поставивме двете прашања, нели, Данска е таа што е сега во моментов, доста е, нели, искомуницирано тоа и изборувано во медиуми околу тоа колку е сега Данска. Тие што се во ракометот знаат дека Данска е сега фаворит, поблак или поголем во било кој да игра во светот, така да ние најважно останавме здрави после тој надпревар, зашто знае да се десат и непријатни работи, и можам да кажам уште кога беше обелоденето која е групата, фокусот наш беше на Португалија, ако сакаме да направиме чекор напред. Впечатокот е, значи, позитивен и многу важно е што Македонија беше презентирана на во многу позитивно светло, не само од оној дел кој што го спомна Гоце тактички, кој што широката јавност можеби во една мера не го препознава, но она што го препознава и тоа добро го препознава е дека момците прво гинеа на терен, ајде ќе употребаме на флоскула, дадоа се од себе, но и многу важно веруваа во себе. Тоа верување во себе не е така едноставно да го наметнеш на една група млади играчи. Тоа е процес, а тоа го наметнува тој што е напред на таа група на играчи, а напред на таа група на играчи е човек кој што е сериозен победник. Така да Зборувате за Лазаров. Зборувам за Лазаров, да. Така да од тој аспект ние бевме одлично презентирани. Ако треба сега да навлезиме во тоа како ние Португалија ја добивме, словно кажано, затоа што сме морални победници, таков е впечатокот, затоа што Португалија кажано е веќе топ 8 репрезентација, полуфинале, одеше на висок пласман тука, тоа се види и по разочараноста нивна после надпреварот. Дури мислам дека повеќе се почувствува кај одредени играчи како Мартин Кошта или Фраде, се осети фрустрација од тоа што удрија во зид, што е пак повторно многу поважно, па дури од самиот пласман во втората фаза. За мене, впечатокот е дека ние прво направивме чекор напред, а второ ние се презентиравме во одлично светло, не само како спорт, како држава. Не сакавте да зборувате многу за Данска, меѓутоа сепак да го проанализираме и тој надпревар. Имаше по поразот една блага доза на чувство на разочараност, генерално во јавноста, во спортската јавност, но и фактот, односно реалноста дека играме против многу силен фаворит, против еден од минатогодишните против Данска. Данска е светски джин кога станува збор за ракометот. 4 пати поред светски прваци. Така, што најмногу недостасуваше во македонскиот тим со оглед на тоа што како се спротивставивме против Португалија, како изигравме против Данска? Можевме ли помала гол разлика да
Видите, да изгубиме со помала гол разлика. Ја чувствувам импресионираност кај многу поголеми селекции од нас кога играат против Данска. Значи, да не се изразам по-лошо страв, ама импресионираност. Така да, многу е тешко да анализираме ние каде игравме лошо, затоа што тоа е, хајде да не кажам игра на мачка и глушец, видовме како помина и Романија, ќе видиме, се надеваме дека слично ќе помине и Португалија. Добро, ќе кажам само една информација дека Данска минатата година на светско првенство 13 разлика ја победи Португалија во полуфинале. Значи нивниот пристап не се менува во однос на тоа со кого играат и кој што покажува резултатот. Сега, данците, ајде може да кажам скандинавците, но данците се веќе екипа, селекција сама за себе, свет сам за себе. Значи таа добра топка, тој продолжен напад и кога се под фал, таа конкурентност во екипата во однос на тие 25 играчи кои што играат во врвни репрезентации, од кои што може да направиш две селекции што ќе играат полуфинале, те носат во ситуација да ти, видовме ние Македонија дека прво полувреме и покрај се што се случи беше во ситуација на некој -3 и делуваше добро. Па можам да кажам дека и Романија на вториот надпревар со Данска во одреден период од првото полувреме. И ти го, мислам, како обичен гледач, условно кажано, го гледаш на превод, имаш печаток дека тие селекции се тука некаде, креваш глава на семафор, гледаш дека е 9-10. Значи тоа е една селекција која што јас знам многу пати да кажам, националните селекции се и ситуација на момент. Значи ти имаш добра генерација. Еве Франција доминираше. Зошто не доминира сега Франција на таков начин? Таа е добра, ама не е најдобра. Доминираше со Карабатиц, со Омејер. Значи ги имаш тие X фактори. Сега го имаме Питлик, го имаме Гицел, го имаме Нилсен. Значи ги имаш тие X фактори кои што те носат да бидеш не добар, него да бидеш нешто посебно. Така да од тој аспект ние предпоставувам дека Лазаров на тој надпревар не ни сакаше да оди до таа мера да се открива се или да оди со најсилно оружје, иако тешко е да се игра, да се тактизира на таков начин. Данска е машина со еден збор. Меѓутоа, еве, само во овој дел околу Данска уште куса во оваа анализа, кусо ваше согледување, ќе ве потсетам на 2012-та јануари, така беше? Да. Тогаш имавме реми со Данска. Можевме и да ја победиме. Што се случи во бевме пред реми. Или реми беше? Реми имавме, загубивме. Загубивме последни секунди, така беше. Добро. Што се случи во изминатите 13 години? Данска многу напредна или ние имавме пат смена на генерација и се? Ќе го ставам Гоце да каже. Бидејќи двајцата во тоа време бевте активни. Беше Гоце, беше. Не бев на тоа првенство. Па добро, Данска и пред тоа беше веле сила, не се некако што е сега во овој момент, но секогаш беше на тој момент на X фактор што го имаат сега, го немале низ годините. Да, значи Данска и 2008 мислам европското кај нив се одржуваше игра финале, полуфинале, така да и тогаш беа ракометна нација, но последниве 10 години се случи експанзија кај нив, кој што кажа Ѓоргон, беше Франција доминантна, па се смени улогите Данска, затоа што имаат играчи што се сеа во врвот, каде што можам да кажам дека без конкуренција се најдобри, а токму доаѓаат од Данска. Да не го повторувам Горан, најдобриот голман го имаат моментално и тоа се тие. Ја ќе кажам само дека Шведска во 90-тите со Штафан Олсон, Ола Линден и Висландер и така натаму осваја 4 титули светски прваци. Шведска ниту го смена условите на функционирање, ниту го смена начинот на делување. Него едноставно се поклопуваат коцките, зборам, се поклопуваат за да бидеш топ of the топ. Тие се во топ 7-8, но топ of the топ да бидеш, се поклопуваат коцките. Се раѓа Гицел, се раѓа Питлик, го имаш Нилсен и ти веќе имаш селекција што е буквално непобедлива. Кога велите и поголеми репрезентативни ракометни сили од Македонија со поголем респект влегуваат во дуелот со Данска, дали имате впечаток дека јавноста, спортската јавност во Македонија, медиумите особено, со очекувањата што ги создаваат дополнителен товар врз оваа млада македонска репрезентација? Па да, секогаш е така.
очекувањата на јавноста се, нели, ние како обични гледачи сакаме да победиме, сакаме Македонија да иде понатака. Секој сака победа. Така да и очекувањата растат. Нормално дека е дополнителен притисок за играчите и дополнителен товар и за самиот стручен штаб, затоа што е ова голема сцена, европско првенство, сите очекуваат, видете, ние ги гледаме Македонија само кога идат во јануари да играат првенство, а цела година условите, случувањата, сите околу. Значи ја ќе кажам тука дека од една страна ова поднебје, овој народ наш македонски во многу малку сегменти е конкурентен и е победува. Ова национална селекција е 15, 16, 17 години на голема сцена успешно. Од една страна и ракометот како спорт преку Вардар, Металург па и Пелисте се Лига шампиони, нели ги разгали нацијава. Но ја мислам дека ова нација е желна да ние победиме без да навлага во некои детали против кого играме и да биде, она што викам јас, да биде рационално, здраво, разумно. Значи, ние имаме желба да победуваме и видовме дека и после Данска имаме на социјални медиуми негативни коментари, што е непознавање на ситуацијата. Значи, од една страна, што не е некој криминал, не е нешто лошо, но треба да бидеме здраворазумни, да знаеме дека во условите во кои што функционираме, нема да го спомнам габаритот на државата, затоа што ни Данска не е Русија, ниту е Бразил или Кина, не дај Боже, така да не е голема држава, не важи за голема држава, имаме примери и со Словенија, па и Хрватска која 4-4 па еве види Фарски острови, Исланд многу помали од нас. Тоа се веќе други екстреми. Зборуваме за условите во кои што ние функционираме и квантитетот на играчи со кои што располагаме во моментот. Така да ние треба апсолутно да бидеме задоволни. Очигледно дека ова лига која што ние ја кажуваме дека е најдобра во регионов, дала и нешто позитивно, а тоа е дека овие играчи кои што играат со Португалија, нели играат 95% во Македонија, имале добри надпревари покрај тоа во Европа што играат. Сите речи двајца се само во странски. Не само Томовски е надвор. Значи покрај тоа што овие 12 од Алкалуит испаднаа многу рано, што е хендикеп во моментов за Македонија, нема европски надпревари, но има добра лига. Значи таа добра лига си даде резултат. Сега, ако влегуваме веќе во она што со Португалија го видовме и кој нас не задоволи, од кого очекувавме и даде, а кој не очекувавме, а повторно ни даде, мене ми е навистина криво за Павле Атанасиевич, кој што пак покажа одлични предиспозиции. Не можам да кажам дека тој е профилиран играч веќе, иако е на голема сцена, одлични предиспозиции да биде сериозен играч. И верувам дека кога би бил во некоја друга средина, би бил уште посериозен, би дошол на ниво на уште посериозно. Значи ова може кој како сака да го свати, ама навистина ми е криво за што тој ја нема таа минутажа да решава до таа мера, а треба да ја има, затоа што ако гледаме така, нас пола српска репрезентација ни се профилираше во Македонија. Нас тука ни се профилираат странски играчи. Со селекторот Раул Гонзалес. Па добро, сега Раул ние го донесоме. И така е, кој му даде на Раул шанса да биде тренер? Вардар. Тука е и Банда Милосавлев, тука е и Борзаш, тука е и Малио Тилич, тука е Марсенич, тука е сега Митрович, тука е Џукич. Пола селекција овде се профилираше. Голманот, не знам дали го спомнам. Да, Банда Милосавлев, да. Така да сакам да кажам дека тука ни се профилираат играчи. Дај ние нашите да ги профилираме до некое ниво, зошто да бидеме уште поконкурентни. Добро, Македонија против Португалија ремито, големо изненадување и победата на Србија над Германија. Што друго според вас е изненадување од досегашниот тек и какви изненадувања може да очекуваме понатаму, па потоа ќе одиме со анализа на надпреварот со Португалија во детали. Па изненадување генерално, осим овие што ги наброивте, нема нешто. Ја би ги спомнал Фарски во однос на начинот на кој што ја декласира Црна Гора. Да. Али јас тоа го напоменав на мое гостување во таа група кај што е Словенија, каде што кажав дека Словенија е фаворит прв во групата, но нема лесно да помине со сите репрезентации. И со Швајцарија беше? Загубен надпревар го доби последни губеа второ полувреме, 10 минути 15. Ама сега очекувам Словенија најтешко да помине
Софарски токму денеска играат за тоа прво место. Заради стилот на игра. Словенија мислев дека полесно ќе помине со Црна Гора и со Швајцарија, затоа што Словенија е профилирана во нека модерна селекција која што трча, а овие Швајцарија и Црна Гора особено се селекции кои што се уште можеш да им трчаш во грб сериозно. Сега со Фарски острови ќе биде вистински предизвик за нив. Да видиме дали можат до крај да се носат со она што го пропагира и ЕХФ и скандинавците, онај running gun по цело време тај. Паѓаат на утакмица во таа група 47-40 Словенија, Црна Гора, 80 гола. Така. Да, тоа е. Други изненадувања, Србија за жал отиде од пеколот, отиде во рајот и се врати назад. Една сурова реалност која што можеби и не е само во делот на спортот, ако можам да кажам, затоа што само ваква ситуација што се случи на Германија и даваше ситуација да носи 2 бода горе, затоа што Германија ако поминеше во следна фаза, а не беше Шпанија со неа во таа фаза, полуфинале тешко дека ќе намирисаше, затоа што во таа следна фаза ќе требаше да ги добие и Франција и Данска за да игра полуфинал. Да, овој прв костур. Во 2 надпревари тие 2 да ги добиеш, двете да ги добиеш е многу тешко. Сакам да кажам дека разочарувањето на данците беше токму заради тоа. Ако Србија тепа Австрија, ние можеме да ја тепаме Шпанија, не ни вреди. Ние ќе одиме со 0 бодови, таму ќе треба да тепаме Данска и Германија и Франција за да ова. Така да други изненадувања резултатски нема и не ни можеме да очекуваме во ракометот кој што е специфичен по тоа прашање во однос на фудбалот. Значи во фудбалот може да се затвориш и да дојде некој Трајковски да ја шутне од 30 метри и да дојдеш во ситуација против Италија. Па да, во ракомет помалку Александар Трајковски. Не зборам како некој друг како Трајковски. Може да се случи сега со Данска, нели сите сакаме играат бараш фудбалерите, сакам да кажам не некој Трајковски во однос да го омаловажувам, него профил како Трајковски да дојде да ја шутне од 30 метри. Тоа во ракометот не постои. Алудиравте на мечот во Палермо. Да, алудирам во со Италија. На победата над Италија. Да, така да тоа во ракометот не постои, ти треба во ракометот 30 да дадеш, не еден. Така и цело време да играш. Ти треба да бидеш во така да во тој аспект горе-долу групите одат како што треба, тие што треба да одат горе за некои селекции од недела, од среда, четврток почнува првенството. Па да, главните надпревари во меин раунд. Двата стожери кои што сега таму веќе нема залутани селекции апсолутно. Се надевам дека по некоја случајност и ние ќе бидеме таму, ќе биде навистина крем дела крем, ние таму да. Добро, околу калкулациите и случајноста. Не е случајност, туку е прашање на гол разлика. Да. Значи, ние сме минус 12, португалците се плюс 6. Да. 18. Значи 18. Што значи тоа дека треба Данска да ја совлада најмалку 12 голови разлика? 10, 11, ние тепаме 8. 7-8, зависи. Теоретски можно. Теоретски можно, секогаш постои шанси, да. Спомнав сега дека Данска ја победила Португалија 13 во полуфинале, а игра финале. Дали се мотивирани данците да играат толку силно да затоа што треба да пренесат и они бодови? На гол разлика? За гол разлика е ментален склоп. И не само ментален склоп, ја го спомнав и на кога бев гостин на националниот сервис. Тие имаат одговорност према оние 15.000 луѓе што ги бодрат во салата. И не само 15, Данска и Македонија се единствените држави кои што ја ги познавам, кои што имаат спорт број 1. Значи не постои друга држава во светот, Унгарија е најблиску до нас. Значи како популарност на спортот и имаше доста прашања од аспект зошто Гицел игра 53 минути, игра затоа што има одговорност, затоа што тие дошле него да го гледаат. Тие сакаат него да го гледаат. И нема да си дозволат. Колку Португалија ќе дозволи да ја размонтира Данска, е прашање. Не се сомневам дека Данска ќе оди до максимум, затоа што Данска има време и за одмор, за разлика од лани полуфинале, финале, сега има време и за одмор, има време за па добро, и да ротира Данска, не менува ситуацијата. Па не менува. Дали Португалија со пораз против Данска без разлика на гол разлика оди во втора фаза и не калкулира со гол разлика, ако бидејќи Па Данска треба да загуби помалку бодови. Секако оди со 0 бодови ако загуби од Данска. Вака или онака. И во таа фаза не може да сонува полуфинале, реално,
Мислам, теоретски може, треба да ги добие сите. Сите и да се треба поклопат други резултати. Да се поклопат, да, но Што е тешко. Што може да оди на тоа трето место во група, кој што ќе обезбеди дуел за петто место во некоја фаза, така да Португалија сега нема многу, мислам, Португалија и пред да и овој нерешен резултат повеќе, пак кажам на почетокот, повеќе ги врати во реалноста, ако Лазаров вика тие одеа на златен медал, пошто некако очекувано, ако си полуфиналист на светско и ако заврши како што кажавме сега, некако логично е дека ова млада селекција, пошто тие се релативно млади, реално е да одат на чекор напред, барем финале да играат. И мислам дека тие повеќе не од резултатот дека не решено, ништо нема да им значи. Тие секако нема да префрлат бодови ако не ја добијат Данска. Но им значи од тоа дека беа, мислам дека малку и надмени. Дури мислам дека Переира, селекторот, неочекувано беше намачкан на леп од страна на Лазаров. Да, и дофрли, нели имаше провокација за заслужен тоа покажува дека тој беше сериозно изфрустриран. Така да, али ја доволно го познам и беше тренер. Сакам да кажам дека е исклучително добар стратег и добар човек. Сега да, може испадне тоа провокација, но тоа е дел од спортот, тоа е дел од спортот, така да човекот го знам лично и мислам дека малце во јавноста како што се пишуваше за него не е така, дека е сосема спротивно. Добро, јавноста суди според тој потек, така, не суди според. Вие рековте, создаваме нова генерација со победнички менталитет, базирано на менталитетот на селекторот. Она што го наметнува првиот човек таму, на еден брифинг во Данска Лазаров рече дека не смееме да играме македонски ракомет. Каков ракомет почнуваме да играме? Ако нешто можеме да му забележиме на селекторот низ овие години, што тој паралелно со тоа, јас зборувам сега и лично искуство, еве и Гоце беше дел долги години од селекцијата, знае дека Лазаров кога доаѓаше во Македонија на собир со репрезентацијата, а доаѓаше од клубови врвни, дали е тоа Веспрем или Барселона или не е Загреб, доаѓаше и зрачеше со таа енергија дека ние можеме да играме со секого на светот. Нели поттикнато тоа дека секоја недела во Лига шампиони дава по 10 голови на било кој во светот и во Европа. И паралелно со тоа, тој некаде од подсвеста му излегува тоа она македонче, што мене не ми се допаѓа и ако нешто можеме да му забележиме, е тоа дека кога ќе дојде некако на мака ситуацијата, секогаш имаме ситуација и со Фарски острови кога поминавме или не знам претходно, исто имаше некоја ситуација, ние не треба да се однесуваме како македонче, како македончина, како не сме да играме македонски ракомет. Мислам дека не дали е тоа реалност. Јас знам на што алудира тој. Тоа алудира на начинот на кој што игра Вардар, Охрид, Пелистер во однос на Алкалуид. Тој форсира еден начин на игра во Алкалуид, останатите конкуренти му форсираат друг начин на игра. Не е сега време да елаборираме. И што е уште пострашно и него што го фрустрира е што судиите тоа го дозволуваат. Федерацијата тоа го аминува. За разлика од ЕХФ и Данска и скандинавците, кои што не аминуваат таква игра. Него тие викаат: играј, крени рака, пасивен, на терен ги шутнат побрзо. И тука тој, меѓу таа фрустрација дека не може да го имплементира, а играчите ги црпи нели од другите клубови. Ајде сега само од Пелистер, ама ги црпи зависи и од нив. Тој тука тој наратив не треба да играме македонски ракомет. Така да ако треба да се најде забелешка за него покрај ова што кажа Гоце, како е исецкан над преварот и како е тактички поставено, значи не може човек што да каже тука се беше на место генерално, а нормално играчите тоа го испочитуваат, што е многу важно. Тоа е една моја забелешка дека треба во тие моменти да гризне јазик и да не го направи тоа. Пошто ако сега влегуваме во таа работа, мојот впечаток е дека пред Португалија капитенот беше многу победнички настроен, со многу поголема самодоверба него селекторот. Може би селекторот свесно не стави во ситуација дека сме да ја спушти, дека сме ова, тоа е нели школа и на Червар, така секогаш беше. Ние нели радничко населје, ова. Ќе победиш и после утре ден ти вика како да не се победи. Значи многу внимава на тоа, но мислам дека треба тука да завршиме со тоа.
во ова селекција, барем за ова национална Во секој селекција, случај- македонче, македонски ракомет, веќе ние не смееме, ние сме препознатливи во Европа, ние сме, значи тоа го гледам и по коментаторите и на другиве телевизии, по гостувањата на Имаме луѓе. респект. Значи го имаме респектот пред се заради она што го покажавме со Во Португалија. секој случај треба му се признае на Лазаров селекторската визија и сите напори што ги направи за да го создаде овој тим, односно да ја смени, да направи реформа во Да македонскиот направи национален реформа, тим. да направи мост меѓу генерациите, а ние да не изостанеме од учество во на големите натпреварувања. Мислам, сега Така. тоа се факти и тоа се работи на кои што ние немаме потреба да опонираме Така е. и да кажуваме сега филозофии, да бараме влак на војајцето. Преварот против Португалија го опишувате како еден од најдобро тактички, најзрели тактички настапи на Македонија на едно европско првенство. Што беше клучно различно во пристапот, во подготовката? Дали беше тоа врвната одбрана, бидејќи таму рековте дека беше врвна одбрана, или пак и нападот, трпеливост со јасна идеја во нападот? Видете, кога играте со селекција од топ 8, топ 10, значи посилен противник кој како сака нека го свати ова, тоа се факти. Ти мислам дека две работи за мене се важни. Тоа се дека морате да најдете начин да го изненадите противникот. И втора работа, мора да дадете максимум и повеќе од тоа во фаза кај што оправдано можеме да дадеме, а тоа е одбраната. Значи, секој што играл спорт, без разлика дали е ракомет, особено овој спорт, овие што се индор спортови, како кошарка или ракомет, знае дека во тој дел од теренот немаме ограничувања. Колку и да си некадарен и неталентиран. Ако си физички подготвен и ако имаш поставеност правилна, ти со добра волја, мотивација, можеш да покриеш тоа. Мислам дека тој дел од теренот, кај што ние изигравме петерен со Џонов, после со Атанасиевич, па и на крај со Стојковиќ, ги натеравме браќата Кошта да дојдат на средина, да се малку да осетат дуел, малку да ги условно кажеме Мартин Кошта не се виде. Да ги чукнеме, па тие да станат малку нервозни. И она што позади голманите го испратија, нас не донесе во ситуација да ние имаме отворена партија во смисла нашата транзиција да не дозволи противникот да се намести како што сака, нашата транзиција да даде некој гол повеќе од нив, а дадовме, и нормално, ако тоа се е како што треба, во напад, ние во тој втор бран или на поставена одбрана на противникот, ние да бидеме трпеливи и да знаеме дека Интуриза има 35 години, игра во Кувајт и дека треба него сите да го напаѓаме неизменично. А бевме трпеливи? Бевме трпеливи со тоа што во таа прва фаза, иако бевме конкурентни, повторно сетивме дека Марко Митев, кој што се уште не правеше разлика, и се чекаше моментот кога ќе влезе Игор Ѓорѓиев, кој што, како знам да кажам тука во колумната, ја положи играчката зрелост. Спомнавте Митев, тоа е се уште во развој и адаптација. Така. Колку тој тие преголеми очекувања може да бидат дополнителен притисок и за него со оглед на младоста и на... Па добро, да, тој се враќа после една тешка повреда. Знаеме минатата сезона како играше и на светското првенство, беше еден од лидерите заедно со Кузмановски. Како да го заштитиме од тој преголем притисок и очекувања? Нема заштитување. Па не може да се заштити. Кој бил повреден, а јас сум имал едно 6 операции. Да. Знам дека може кој сака, како сака нека те заштити, може и во лука да те стават и во стаклен лонец, во звонец, додека на мозокот не му се докаже дека коленото е во ред и може да игра и може да се опушти, нема. А тоа се докажува само низ пракса, низ надпревари. Митев до јуни ќе биде бомбона и ќе биде додадена вредност и на ова што го создадовме сега со Атанасиевич и Ѓорѓиев. Така да во секое лошо има и нешто добро. Го добивме Атанасиевич, го добивме веќе дефинитивно Ѓорѓиев како профил, го положи испитот, и сега Митев кој ќе го додадете веќе ние и Мечка Лазаревски, ние сме сериозна селекција. Романија е селекција во транзиција. Колку вечер против Романија, колку е опасна тезата дека Македонија е фаворит и дека бодовите се однапред запишани, дека треба само да се один резултат? Па опасна е по самиот факт. Ќе кажам, еве вчера на Србија што им се случи. Тој балкански менталитет да го елиминираме, што се вели, зашто ние знаеме, балканците малце сме
ќе победиме, Работиме со еуфорија, емоции. да. Многу емоционално ги сваќаме и поразите и победите. Ако победиме, буквално сме го освоиле првенството, ако изгубиме, утре нема да огрее сонцето и така ги сваќаме тие работи, така и на србите им се случи тоа што им се случи. Мислам дека ја знаеме лекцијата, го знае селекторот тоа, сигурно познавајќи го него, тој им го кажува на ракометарите, дека денеска е нов ден, нов надпревар. Тоа се остава позади нас, што се одиграле овие два надпревари, победиле, изгубиле. Целиот фокус да биде на Романија, затоа што по мене ќе биде исто тежок надпревар. Да, фаворити сме против Романија, поквалитетни сме, но нели, на крајот од денот треба да го покажеш тоа на дело на теренот за да го докажеш, за да успееш да победиш. Така да романците една селекција, играв ја во Романија, знам доста играчи од таму. Тоа е лига, репрезентација каде што нема многу интернационалци, малте не се исто како кај нас, но романците не давале премногу интернационалци, играат во својата лига. Има добра лига, солидна лига, има пари секогаш во таа лига. Секогаш има, да. Немаат потреба многу да излегуваат. Затоа тој аспект го кажав, да, немаат потреба. Да, се знаат доволно, тие се играчите, неколку клубови, 3-4 што се на врвот, цело време се истите. Така да Ја би спомнал дека Романија има селектор кој што нели мислам дека беше среден бек така. Лево крило, на крај среден бек, да. така го знам доволно. Мислам дека се обидува да ја трансформира селекцијата, значи да наметне сега нешто што Лазаров 2021 го почна. И сега зошто Лазаров тоа го почна 2021? По условите го налагаа тоа. Ние немавме Кире Лазаров веќе во терен. Така, значи за да може да играме со топка под дрес. Значи самите услови налагаат. Мислам дека овој селектор пробува да ја трансформира и да прави чекор по чекор напред и самото присуство на Романија на европско е веќе чекор за нив, пошто нив ги има еднаш, три пати ги нема, за разлика од нас. Тука сме во предност, ние имаме континуитет како нација, како ракомет на селекција. Сега, колку тие се спремни и нас да не скокнат со целото наше искуство како селекција, е прашање затоа што и нив ќе им треба време, после ова повторно да играат некој бараж, пак да се пласираат и веројатно ќе дојде некое нивно време. Она што мислам дека нив има најголем хендикеп е тоа нивниот лузерски менталитет кој што е наметнат последните 15 години. Значи тие немаат добиено значаен надпревар, не се сеќавам од кога. Па се проба и Чави Пасквал селектор. Пробаа со врвни тренери, даваат финансиски средства, има пари во лигата, коректни се, многу повеќе од нас вложуваат. Почитуваат, голема нација се 25 милиони, така да имаат квалитетни играчи. Она што кога узборуваше Гоце прашањето твое Горан е ние сме сега фаворити. Не можам да ја ставам Македонија да ја го дадам да кажам како епитет фаворит? Епитетот фаворит било кого ние играме. Добро. Ние имаме тим. Ние немаме сега играчи кои што можат во даден момент да решат. Сега може некој ќе ми контрира сега како не Филип Кузмановски вчера даде 15. Секоја чест тоа беше надреален надпревар, но Филип Кузмановски беше класичен пример тој надпревар како тимот го истакна поединецот да биде тој што ќе ги реализира работите создадени од Ѓорџиев, од Серафимов, од Џаре Купешевски и така натаму. Ги спомнавме Атанасиевиќ, Сите Митев, Кузмановски како лидер и како главен екзекутор против Португалија. Очекувате ли тој вечер исто така да го понесе најголемиот товар? Прашање е дали селекторот на Романија очекува дека ако го анулира Кузмановски, пошто впечатокот е тој, 29 погодоци, 15 Кузмановски со 83% реализација. Прашање е дали селекторот нивни размислува дека ако ја го анулирам Кузмановски, ќе завршам работа и ќе ја добијам Македонија. И мислам дека тука ќе му биде неговата замка, дека пак ќе кажам уште еднаш, без подценување на тоа што го направи Кузмановски. Тоа е подвиг на кој што ретко се случувал во Македонија, ова е втор пат после Кире 2009 да некој го направи тоа. Но ако ја погледнеш добро над преварот, ќе видиш дека 5-6 ситуации беа сериозно добро подготвени од Игор Ѓорџиев, сериозно добро, и затоа го потенцирам него, затоа што ова е игра тимска, ова е и од тој аспект ова беше само Кузмановски се профилира
како во надпревар, само како екзекутор, нормално, како лидер, но како екзекутор на се што добро ние го сработивме во нападот. Добро, треба да привршуваме полека, уште неколку прашања. Георгиевски, за вас прашање како е во Вардар, кога може да очекуваме Вардар повторно се врати на оние победнички патеки на европската сцена? Па добро, оваа сезона имаме една добра, солидна полусезона, каде што сме на првата позиција во македонското првенство. Имам уште неколку надпревари до почетокот на тој плей-оф. Во тоа последно коло играме со Алкалуид, така да се наоѓаме во добра позиција пред конкурентите. На европско тло, во Лигата на Европа исто така добро ни оди, поминавме група, сега имаме втората група, нормално многу потешка со Мелсунген и Бенфика. Февруари ни е месец на многу тешки надпревари, малтене да кажам на секој 3 дена, така да очекувањата се секогаш големи кај нас во Вардар. Ако е прашањето 2017-2019, Тоа е прашањето, кога би се вратиле? Тоа ми беше сега контекстот на младето. Тешко е, далеку сме од тоа сега некоја реалност, мислам. од секој аспект. Да, од секој И од аспект. буџет, и од се Тоа е друго. прво и буџет. Така да, но мислам дека се движиме во вистински правец. Да, се закреп на Вардар. Да, така. Закреп како на беше. Вардар и сега е добар и се надеваме дека ќе биде уште подобар. Добро, и на крај повторно за репрезентацијата, без разлика на исходот вечерва, дали сте уверени дека оваа репрезентација, еве што од 2021 почна да ја создава Лазаров, има јасен правец и идентитет и за наредните квалификацијски циклуси и може да очекуваме да не радува? Па Дојде, не слободно го се. Мораме да завршуваме само кус. Да. Па мислам дека треба да бидеме позитивни во ова што го работи селекторот со оваа репрезентација. Покажуваме и лани на светското првенство дека може да се носиме со репрезентации што се подобри од нас, да кажам. Така да покажуваме зрелост, имаме доста играчи што имаат искуство од вакви надпреварувања. Така да во една најкуса црта да кажам, ќе ја радуваме македонската јавност со ракометот и во наредните години. Видете, правецот, ако гледаме договор 2029 е добра ситуација, а правецот, ако гледаме дали ние на наредното светско европско ќе бидеме присутни, а може би да не бидеме, теоретски, не може, не зависи како го гледаме. Секако дека, ако е тука Кире до 2029, знаеме што ќе се случува таму. Пак ќе кажам, Митев ако ќе го добиеме за 6 месеци, Мечка Лазаревски ќе го добиеме за месец, 2, 3, 5, Галевски во перспектива, Ристевски во перспектива и уште дузина играчи кои што чекаат на ред. Имаме 2 селекции јуниорски кои што ни играат на големиот првен годинава, значи има позади некој што доаѓа, така да нема зашто да не бидеме оптимисти. Добро, прогнозиран резултат вечер? Победа со 5 гола разлика за Македонија. 5 до 6 гола разлика посакувам, а би бил задоволен и со 1 разлика. Горан Ѓоргоновски и Гоце Георгиевски ви благодарам многу за учеството во денешното издание да си каже. Благодариме на поканата. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма, имајте убав ден, довидување со Бог да си кажеме утре во истиот термин.